Серијал за македонскиот стартап екосистем. Како се гради стартап екосистемот, низ што поминуваат предприемачите, каде може да најдат поддршка. Каков е потенцијалот на македонските стартапи, зошто тие се двигателите во новата економија? Успешни стартап приказни, ставови на предприемачи, акцелератори, странски организации, ментори, фондови, државата, институциите, подржувачите. Нови факти за секторот кој креира можности и влијае врз растот на домашната економија. Развојот на стартап екосистемот произлегува од многу активности кои се реализираат во изминатите години. Од пионерските чекори до денес значаен придонес во развојот даде работата на Стартап Македонија. Стартап Македонија имаше доста активности во изминатиот период, со план да има уште повеќе активности во иднина. Она што можеме да се пофалиме дека го сработевме во изминатиот период се неколку работи, на кои што акцент ќе ставиме на најважните според нас. Едно од тие е дигиталната платформа. На самиот стартап екосистем недостасуваше една дигитална платформа на која што ќе може да се најдат сите информации за се што се случува тука, вклучувајќи бази на податоци од стартап компании, податоци за организации кои што пружат услуги на истите, вести последни од заедницата и слично, и наместо сите тие да се бараат на различни портали, сега сето тоа е обединето на дигиталната платформа која што е развиваме и постојано планираме да ја развиваме во иднина. Поддршката на стартапите во различни форми, менторство, настани, вмрежување и слично е главен белег на она што се вбројува во активностите на Асоцијацијата Стартап Македонија. Идејата за менторската платформа произлезе од практичната потреба за менаџирање на односот помеѓу стартапите од една страна и основачите на компаниите кои имаат потреба од ментор во текот на растењето на нивните бизниси. Се јави како идеја додека се соработуваше со Swiss Entrepreneurship Program и нивната програма Entrepreneur in Residence, каде што се носеа практично ментори и експерти од странство кои што соработуваа со нашите локални стартапи. Тргнавме со идеја дека ќе градиме софтвер или систем кој што ќе им овозможи на акселераторите и инкубаторите и слични програми за да управуваат со нивните програми за менторирање кои ги нудат на стартапите, меѓутоа низ еден по долгорочен процес на откривање на крајниот корисник или customer discovery, дојдовме до сознание дека главните корисници, оние кои што ќе имаат најголем бенефит од оваа платформа, се практично основачите на компании, кои што на стартапите, кои што ќе ја користат на тој начин што ќе успеат да се поврзат со една поширока мрежа на домашни, локални, регионални и меѓународни ментори и експерти кои што ќе го понудат своето искуство во градење на бизнис. Моментално сме во процес на градење на софтверското решение, кое што во крајна инстанца би требало да понуди еден процес на мечирање, односно од едната страна сите оние кои што ќе се пријават како стартапи на платформата ќе имаат можност да наведат каков тип на ментор или експерт им е потребен и во колкав временски период, а од другата страна ќе се преку самата платформа и преку алгоритмот на кој што работиме моментално ќе се најде соодветен ментор со искуството и знаењето кое што им е потребно на стартапите, зависно од таа во која фаза се наоѓаат. Веќе имаме преку 50 на ментори во самата платформа и успеавме да организираме пред известно време успеавме да го организираме првиот тренинг за ментори, односно чија цел практично беше градење на
култура на менторирање, која што се увиде во тој процес на Customer Discovery дека во голема мера недостасува кај нас, со тоа што ќе ги имаат вистинските вредности, пред се желбата да вратат нешто на заедницата, односно ќе ги ангажираме оние кои што можеби до тогаш летале под радарот и го поминале искуството на растење на бизнис, меѓутоа не се доволно познати, а можеби и самите имаат желба да дадат нешто назад во заедницата и да им се даде една шанса, една платформа преку која што ќе можат да вратат и да го споделат тоа практично искуство и знаење со младите предприемачи кои што сега почнуваат бизнис. Исто така во процесот до сега успеавме да направиме и еден така наречен прирачник за менторирање, каде што ќе се опфатат сите оние критериуми или услови кои што би требало еден ментор да ги исполнува за да биде дел од оваа приказна, и се надеваме дека ова представува старт на нешто што ќе продолжи да се развива долгорочно и нема да биде само наменето за стартапите и за предприемачите од нашата земја, туку ќе успееме да го реплицираме моделот и во регионот. Бидејќи како поддржувачи на овој проект ни се институции кои што работат во регионот на Југоисточна Европа. Тоа се FC Entrepreneurship Academy и SAIP, кој што ова можеби им е и првиот проект кој што го финансираат на овие простори во тие размери. Во стартап екосистемот веќе членуваат успешни приказни на стартапи кои успеале да го остварат својот сон, а на нивното стартап патување биле следени од поддршката, менторството и слично, за да денеси тие станат ментори, давајќи придонес во што поголем успех на стартап екосистемот и младите предприемачи. Во продолжение една успешна и инспиративна стартап приказна. Мојата приказна може нема да биде таква возбудлива и ќе ве разочарам, не е онаа приказна дека почнав бизнис на 8 години и така натаму. Меѓутоа, од практични причини почнав да размислувам негде во 2014 година на еден проблем што почна да се јавува и не беше толку тешко да се предвиди дека во иднина дополнително ќе се зголемува. Тоа е потребата на луѓе кои имаат познавање, технички познавања со дигитални вештини. Меѓутоа, уште еден проблем што се провлекуваше и кај нас и интернационално е на оној гап на знаењето на вештините што ги имаат луѓето и тие што се потребни на индустријата. И има фина работа што солидно заработував, почнав да размислувам и паралелно на идејата, почнав да ја развивам идејата, меѓутоа сватив после некое време дека нема шанси двете работи, и фултайм работата и бизнисот да се развиваат паралелно, затоа решив да напуштам работа и со моите заштеди да пробам да лансирам продукт, да лансирам бизнис. Тоа го направив во 2014 година. На крајот во 2015 година почнав интензивно да работам идејата, дојдов до инвестиција, лансирав продукт септември 2015 година и почнав да продавам и станав реално предприемач. Толку беше едноставна одлуката зашто мислам како станав предприемач. Меѓутоа тргнав од желба да решам проблем и искрено немав ни идеја дека ќе се случи да направиме такава компанија и да биде брендстер тоа што е сега во моментов. Не ни замислував дека може да се случи тоа. За некој продукти или сервиси може би е подобро да се проба на домашен терен, да се сгреши ако се сгреши на домашен терен и понатаму да размислуваш да го интернационализираш бизнисот. Така да Brainster после 5 години, оваа година официјално, започнавме не само кај нас на домашен терен да нудиме ист баков тип на услуги, односно обуки и надвор од Македонија. Австрија е првиот маркет што го стартувавме оваа година, од наредната година дополнително се прошируваме и во Словенија и во Хрватска.
Искуствата покажуваат дека младите имаат голем потенцијал и сакаат да успеат. Она што е клучно за поголем успех на нивниот пат е поддршката на сите кои се дел од екосистемот, вклучувајќи ги и организациите и државните институции. Во следната епизода на серијалот за македонскиот стартап екосистем ќе гледате колку е важно постоењето на акселераторите и инкубаторите на македонската стартап сцена, каква поддршка може да се добие од нив, постои ли интерес од стартапите и предприемачите за користење на програмите.